Еве повторно во Аголот за гости, каде што верувам дека не секојдневната животна приказна на нашиот втор денешен гостин, младиот Филип Петровски, ќе го привлече вашето внимание и барем за миг ќе се обидеме да ве заштитиме од тагата и болката која од вчера вечер на сите нас ни се вгнезди во нашето срце. Филип, добро утро. Добро утро. Нека овој ден донесе барем некакви информации кои што јавноста и ги должи, особено Министерството за внатрешни работи и ги должи на граѓаните, на семејството и на сите оние кои што навистина со голема тага вчера ја примивме веста за смртта на младата Вања. Верувам дека и тебе како човек, како жител на нашава земја, се тоа многу те потресе. Да, искрено сум потресен. Цела вечер баш и не можев да спием, пошто се надевав искрено дека позитивно на крајот денот ќе заврши се тоа. И искрено сочувство до најблиските прво на Вања, искрено сум многу потресен и разочаран од цела оваа ситуација. Да, сите се чувствуваме лошо и како би можеле да се чувствуваме поинаку, но еве ќе се обидеме да им ја доближиме на нашите гледачи твојата приказна, твојот пат по кој ти чекориш, а твоите приоритети или пасии се модата, како што кажа Искра, фотографијата и ликовната уметност со кој што ти многу умешно балансираш. На што е насочен твојот фокус и од каде тргна се? Па тргна се пошто јас како мал бев многу тврдоглаво дете, онака баш, и ке чуев особено еве на телевизија, некој бил уметник, многу добро цртал и било што јас си викам, зашто јас да не можам така, можам јас. Ке седнам и тоа ми беше првата слика насликана и така почна се, иначе сум љубител на глума, обожавам музика исто, а фотографија и моделство се занимавам последните 3 години. Откако се вратив од Србија во Куманово и од Куманово во Скопје. Ајде раскажи ни, кажав дека имаш неверојатна животна приказна. Многу голем дел од твојот живот чекориш сам. Каква е твојата приказна и колку ќе биде мотивација? Верувам дека ќе биде доволно мотивација за многумина. Па јас мора да ги спомнам баба и дедо, они ми се баш онака херои и постојам и сум тука благодарение на нив. Тоа се родители на татко ми, да. На татко ти, така? Така. Колку време баба и дедо беа твоите херои, односно на местото на твоите родители? Они си ден денеска, но вајде до 4-то деление додека јас не почнав ни сам да работам, да се трудам за себе, почнав во продавница да работам, знам после школа продолжав држав смена до вечер и учев таму. Меѓутоа бев и одличен ученик за тоа време, баш ме сакаа сите, знаев некако да работам и со луѓе и цел тој товар да го носам. Искрено ми беше тешко, или не бев свесен баш тој период до пубертет, како е да... Знаеш, ми фалеа некако, ти фали мама, ти фали тато, но се гураше некако. Од која возраст остана без твоите родители? Па имав некои 3 години, вајде. 3, ме напуштија искрено, па кој имав 5 се вратија повторно, тоа беше многу кратко и замина, тоа беше баш онака последно. Имаш сеќавања за тие денови, за тие години? Имаш останало нешто во твојата меморија? Да. Па не, јас се помирив со тоа и ден денеска тоа е простено и пак пробав некоја комуникација, но ја нема таа блискост. Знаете, више не се гледам со нив некако. Како те носише животот понатака? Беше брановидно онака баш, ама и позитивно. Некако ми донесе лекција да знам каков родител јас да бидам и можда не бев дете тој период и нема време да бидам дете и знам дека еден ден ќе бидам дете со моите деца. Дете силно, дете кое што навистина ќе се стави над сите животни неволји и предизвици. Животот неколку пати те однесе надвор од земјава и повторно те врати назад. Раскажи ни нешто повеќе околу тоа. Па заменав на дочек на Нова година во Рума, тоа е град близу Нови Сад во Србија. И беше 2011-та да чекаме таму и толку ми се свиеше, толку добро друштво, се вклопив некако таму и останав дури до 2018. Мислам, јас учев тука, јас сум од Крива Паланка, тоа ретко кој знае, сите мислат дека сум од Куманово, ама сум од Крива Паланка и таму завршив школо, завршив основно, завршив средно,
а распустите ги иде во Србија. Си седев со другарите, се дружев таму многу и беше се онака баш најубавите години ги поминав таму, тогаш се дешаваше некој пресорт кон музика и преубави моменти. Кога прв пат почувствува дека сакаш да бидеш модел, дека сакаш да се бавиш со таа уметност? Во 2018 заменав пак во Србија, бев тука краток период. И се деси некоја телевизија кај нас во Македонија, кај што ме пуштиле некој модно студио беше, мислам. Ме пуштиле да ме коментираат, пошто тогаш имав суканици, имав дредови. Ај кога веќе ги спомнуваш тие твои промени, ајде да погледнеме некакви инсерти, имаме нешто од твојот Инстаграм профил. Так. Филип Петровски, можете и вие се разбира да го заследите доколку сте корисници на оваа социјална мрежа. Ова е нешто поново, така, не ли, Да, Филип? е поново, беше во Елена Лука, го носев комбинацијава на ревија, така да тоа е од поновите соработки. Доста ти прилега овој имидж, баш. Да. Ја иначе носам цело време со нака стрит, но еве и денес сум класично, пошто го сакам. Ова е формен, исто сега нова соработка што ја направив. Прекрасни се овие комбинации. Си купив апарат, пошто да можам сам да си го работам. Ова што го правам, да можам да прикачувам слики, да едитирам. Искрено кошта цела опрема, но сум задоволен и среќен барем што можам да го работам ова што ми исполнjava на еден начин. Така. Остварив и доста соработки тука, како дојдов во Скопје после 2 години. 2 години си постојано во Скопје? Постојано во Скопје, постојано го работам ова. Од оптика Филос, до накид, квин, до гардероба, до фитнес, кај што тренирам исто, фитнес клиник. И има ли мегдан на оваа наша земја да се занимаваш и да живееш од мода и од модна индустрија? Па не може да кажам дека кај нас може да се живее, но ете така да се преживее, да има некои основни работи, може да се прогура. Може да уште е рано, може да, но како што гледам веќе по улици луѓе знаат да се искомбинираат, да се носат, да држат некој стил веќе, да се пронајдат. Така да речеме некој средно ниво. Овде си некој доктор, така, Да, нели? тука Барем на фотографија и тука глумев доктор. така. Тука бев доктор. Во светот на модата е многу битно да се следат светските трендови, па некогаш дури пред времето да се следи што е ин во следната сезона. Колку си ти приватно, да речеме, обседнат со модата и колку сакаш да бидеш секогаш во тек со нештата? Па ова што го работам ми налага да мора некако да ќе отворам Инстаграм, ќе ми искочат модели од светот, од било каде. Јас искрено инспирација ми беше Мариано Дивао, италијанец. И од тука почна и се, и фризура, и начин на носење. Моторот ти прилега на фотографијата одлично. Дали приватно функционираш на 2 тркала или? Само на тротинет. Само на тротинет. Онака баш еко човек. Така е. Еве, тоа беше дел од фотоалбумот на Филип, но јас верувам дека допрва ќе има многу успешни фотосесии, настани на кои што ќе можеш ти да се реализираш себе си, твоите соништа. Зашто сонува Филип? Па не знам, јас покрај се ова сонувам да бидам глумец. Тоа ми е, не знам, која баш желба. И сакам да работам на тоа. Имаш некакви искуства со глумата? Да, глумев малку театар и глумев во еден филм, тоа беше кумановски филм, се вика Приказ. Не стигнав јас да го гледам уште. Само знам дека бев кратко во филмот и бев фотограф таму и од таму викам јас ќе си купам апаратот утре и ќе сликам исто. Да, не е секогаш најважно да имаш само добра опрема, туку да знаеш да работиш со таа опрема. Кој ти помага околу тоа? Сам Откриваш, сам истражуваш. Сам се. И од едит до слика, до локација, до агол, до светлина, до се. Да. Колку ти помага интернетот? Денеска со неколку клика човек вистински може да дојде до информации до кои во едно минато време во кое јас ги имав твоите години не беше возможно. Ние моравме да бараме некој кој знае многу повеќе од нас, да се запишеме на курс, да користиме литература, да истражуваме и да бараме помош и тоа одземало многу повеќе време. Денеска ви се многу полеснети. Да, точно е, сега се баш достапно и на почеток кога купив апаратов, цело време слушав како се користи, дури така заспивав,
и така ми легнуваше се, ама во пракса е друго. Мора да се проба се за да знаеме како и што. Ама ако го нема тоа уметничко око, onda ништо не правиме. Точно така. Како млад човек, кој што гледам дека модата ти е една од трите битни работи во кои сакаш и понатаму да делуваш, кои се најбитните парчиња во машкиот аутфит без кој што не може да се замисли гардероберот на секој млад човек? Еве денеска си облечен во комбинација црно-бело или класична варијанта, како што велиш ти? Мислам дека сите треба да имаме и класично, ама мора да имаме и тренерки. Тренерките не се за не знам за до парк, за тренинг, до продавница, тоа е нешто основно што треба да имаме, и да имаме кошула, панталона, тоа е фармарка. У тој стил, за да можеме да искомбинираме барем на брзина, ако треба нешто да ни искочи, да бидеме брзи, ефикасни, нели? Разликуваш ли варијанти за навечер и варијанти за наутро? Еве сега сме утрински сати. Разликувам скроз. Разликувам скроз. Сега кај мене иде и некоја промена на стил од широки фармерки во панталони, и некако повеќе се пронаѓам сега во ова, не знам дали до годините како идат, ама се чувствувам баш комотно и баш супер вака. Браво. Класично. На што си ангажиран сега? Ангажиран си на неколку проекти? Па ги спомнав и преходно, имам соработки, работам како бренд амбасадор за веќе неколку бренда тука кај нас. Ги спомнав и преходно и пак ги спомнам сега, како тоа се Оптика Филос, Накит, со нив и работам и соработам, тоа се Квин, Формен во ГТЦ и друго се што ќе улета гледам да го уклопам, но да не биде спојка нели на исти ствари, како што е, ако се облакам таму, да се облакам само таму, да биде се коректно. Така, кои се модните совети, модните препораки кои што би можел да му ги кажеш на секој млад човек кој што понекогаш вас често пати ние тука жените во студио, бидејќи ние сме женска екипа претежно, и често пати ние знаеме да коментираме дека вас на мажите ви е навистина многу полесно, затоа што знаете, ќе купам 5 парчиња и тие 5 парчиња добро ќе ги искомбинирам и ќе знам секогаш што имам за конкретна прилика, додека ние жените крајот не ни се фаќа. Навистина тука знаеме да бидеме комплицирани, знаеме за едно непромислено купено парче да си направиме белја, да треба да купиме уште многу други работи за да можеме сето тоа да го искомбинираме, и навистина сме, да кажам, на таа тема малце комплицирани, но кои се некои препораки или еве вака совети кои што би му ги дал на секој млад човек кој што сака да изгледа урбано, сака да изгледа добро, забележително, а сепак да не потроши некои големи пари заради... Важно ли е секогаш брендот кој што го носиме да може да го прочита некој од 2 километри? Никогаш не е битен брендот, битно е како ќе ги скомбинираме, и стилот не е како ние ќе се облечеме, стилот сме самите ние. Ако го немаме стилот, onda ништо. Сега човек со стил и не знам, кеса да стави на себе, супер ќе му стои. Битни сме ние и не знам, ја увек идам на некоја варијанта со посмирени бои и тука никад нема утка. Гледам да не ги мешам баш онака да биде хаос, па да мора да доставам и на крај ништо не биде од тоа. Си анализирал ли некога што е она нешто кое девојките најпрво го забележуваат или ве препознаваат по нешто, дали е тоа парфемот, или дали се дланките, или дали се чевлите, или дали е наочарите, часовникот, или кои се најважните детали кои еден маж не треба да ги туку така да ги пропушти? Па не знам, женските што зависно сега и чудно време, така да не знам. Еве ќе кажам да бидеш барем скоцкан онака и да бидеш баш со став. Тука и не игра некоја улога накитот на очарата или било што друго. Него игра улога ставот, карактерот, тоа е баш онака клучно. А обратно, што ти забележуваш прво кај девојчињата, кај девојките? И па еве се деси во Сити Мол проаѓам јас тука и проаѓа, јас искрено многу ретко е да видиш рано наутро скоцкана, средена девојка со испеглана коса, со став, со движење. Викам да знае да си ја носи да си ја носи се тоа, да. И како проаѓам јас сум вака во шок и викам јас оваа девојка мора да ја земам, таа мора да се стика со мене, тие сте ги објави баш вчера. И тоа баш ставот и да знае како да го носи се тоа. И како и прииде, како и настапи на девојката?
Тоа бев културен придов, викам, те приметив, извини, можда вака е малце непријатно, но дали може јас да те Јас земам? помислев ја запроси девојката. Па и кажав, наредно. Наредна фаза. Ке те запросам. Так. Успеа, Филип, да изнудиш помалку и насмевка ова тешко и тажно утро. На вистина, јас ти посакувам да ги реализираш сите твои соништа. Посакувам и на секој млад човек истото, не само тебе. И верувам дека повторно ќе се видиме со нешто што ти се разбира ќе не испровоцираш. Јас веќе те заследив на Инстаграм и драго ми е што ти чекориш по патот по кој си сонувал од дете. Сакам да упатам една голема благодарност и поздрав до твоите херои, до баба и дедо, кои биле твои родители фактички од третата година и кои те пораснале и направиле од тебе еден човек кој може да биде пример на сите млади луѓе и задоволство ми е што ова утро беше со нас на Алфа. Ти благодарам и пак ќе спомнам, сум горд на себе многу, пошто можев да пројдам, не знам, све и свашта, да поминам и по лоши патишта, а јас бев толку тврдолав што сакав да се надпреварувам само со најдобрите и да го излечам најдоброто од себе. Искра, овде имам еден млад човек кој сака да биде глумец, веќе е модел, но сонот негов е да биде глумец, може да биде и нешто повеќе, но ќе видиме, ќе го заследиш и ти, па ќе видиме што се можеме да го олесниме на неговиот пат. Јас со оглед на тоа што следниот материјал што го видат гледачите е повторно од светот на модата, сакам да го прашам како фотограф од тој агол, како дел од модата. За среќа, нешто што ме радува во модата, што некои работи се менуваат во смисла дека порано многу се внимаваше на онаа идеална слика, идеални пропорции, димензии. За среќа сега веќе гледаме дека има големи одстапки. И во однос на возраста на манекенките, не мора веќе да има 17 години и 17 килограми, и во однос на тежината. И ме интересира како фотограф, што ти е поголем предизвик? Да фотографираш нешто што е не после совршено, најблиско до совршенството, или пак нешто што не е совршено, а е уникатно? Нешто што не е совршено, уникатно, не секојдневно. А особено во фотографија највише сакам портрети, кај луѓе. Лицата ми се најубави, најразлични, сите се убави. Сите се убави на свој начин. Онака, тоа ми е баш нешто најпрекрасно. И убавината во тоа да се различни, а не да се прават сите да бидат исти. Да биде онака баш како калап, сите исти, иста шминка, исто се. Кога ќе видиме порасположени, ти и јас ќе ни направи по еден портрет. Да, обавезно. Во некои други поубави времења. Така е. Ти благодарам многу. Благодарам на вас многу.